Добра вечер, почитувани гледачи. Термин за ново издание на информативната емисија ТВ Објектив. Вечерашниот ТВ Објектив го посветуваме на работењето на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и сите оние новини проекти кои што ги реализира фондот со цел да им се обезбедат на осигурениците подобри бенефиции, меѓутоа и редовно снабдување со лекарства и се она што како грижа и како обврска го има Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Имам чест и задоволство вечерва во емисијата да го представам директорот на Фондот за здравствено осигурување, господинот Јован Грбовски. Добра вечер, добре дојдовте во студиото. Добра вечер, добро ве најдов. Благодарам на поканата. Директорот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија во изминативе години интензивно работи на новини кои што веќе се осеќаат на терен, се осеќаат во аптеките, во болниците и така натаму, ги осеќаат пред се осигурениците. Бројни новини обележаа минатата година. Дали со примената на овие новини за кои што говориме имаат поквалитетни услуги здравствените осигуреници? Видите, фондот работи континуирано на унапредување на здравствените услуги, но и на унапредување на информираноста на осигурениците за нивните права. Значи, ние се обидуваме што повеќе да бидеме во контакт со осигурениците, со нивните потреби, со оние што ја обезбедуваат здравствената заштита, со различните сдруженија на пациенти и така натаму, за постојано од терен да ја црпиме информацијата и да колку што можеме излеземе во пресрет. Минатата година многу работи се направија, многу работи се започна што продолжуваат во оваа година, многу работи се континуитет на повеќе годишни реформи. Една од работите што би истакнал, тоа е прво централизацијата на информатичкиот систем на фондот, че ние работиме интензивно на формирање на централна база на Фондот за здравствено осигурување, која што ќе биде отворена за сите наши корисници, ќе биде отворена и за осигурениците, преку која што многу работи ќе можат сега да се прават преку интернет, одошто со доаѓање на шалтер. Тука на почеток предвидуваме да се провери статусот на здравственото осигурување, да може секој осигурени, като веќе го промовиравме, нели, да види кој му е матичен лекар, стоматолог и гинеколог, а понатаму воведуваме и да може тоа да се промени по интернет од дома или од било каде без воопшто да се доаѓа на шалтер со пополнување на образци. Би го споменал воведување на е-трезорот. Тоа е значи ние сме како јавна институција прва која воведува електронско банкарство, некој систем сличен на електронското банкарство. Воведуваме целосно електронски трезор во кое што оние кои што ние им го вршиме платниот промет, значи болниците во најголем дел здравствените доми, односно здравствените установи, веќе со нас контактираат електронски и хартијата е замината во историја. Од еден аспект тука се штеди на време, човечки ресурси, а проценката е дека некаде имаме заштеда од приближно 2 милиони денари на годишно ниво на хартија, што ќе признаете и не е малку. Потоа континуирано ние ги усогласуваме цените на лековите од позитивната листа согласно промените кои што ги прави Министерството за здравство со сега веќе задолжителното двогодишно усогласување на цените, така да и тој тренд го пратиме и ние како позитивна листа имаме огромен број на лекови, приближно 400 лека кои што се без доплата и приближно уште 400 и нешто лека кои што се со доплата од 1 до 100 денари. Фактички, овие две категории ја сочинуваат рече 70% од позитивната листа на лекови. Има и уште многу други работи вака за почеток. Така, здравствените легитимации се исто така новина која што се воведува, електронска здравствена картичка. До каде е овој проект? Значи, дали веќе се во пракса, е во примена овие картички? Значи, електронската здравствена картичка е проект веќе што оди континуирано и можам да кажам дека веќе во изминатив период си ја фаќа својата динамика. Електронската здравствена картичка во прв момент е замислена да послужи како доказ за платено здравствено осигурување или популарно е да се изразам да го замени плавиот картон. Во понатамошните фази на оваа централизација што ја споменав, можеби ќе добива и своји други примени. Приближно 500.000 картички се веќе направени, последните 100.000 пристигна од фирмата што ги работи минатата недела, полека се дистрибуираат.
Во најголем дел во моментов тоа е за јавната и државната администрација и дел од пензионерите. Продолжуваме сега и со останатите пензионери. Одиме со вработените во мали и средни големи, мали и средни приватни предпријатија, тие за понатаму да ги некако во некоја определена динамика да ги покриеме сите осигуреници. Овие картички ќе функционираат заедно со плавите картони во некој преоден период, за да не направиме некој прекин во системот. Да, сепак секоја реформа, колку ова реформа која е долго време се планира и убаво обмислена, но сепак не треба никаде да има нагли резови. Полека ќе ги напуштиме целосно плавите картони. И значи старите здравствени легитимации ќе бидат паралелно во употреба со во почеток, да, па понатаму ќе видиме како ќе оди. Дали во сите аптеки редовно можат да се најдат лекови на товар на фондот за здравствено осигурување со оглед на тоа дека се спроведеа повеќе реформи во оваа насока со цел осигурениците редовно во аптеката да си го најдат лекот кој има потреба? Значи ние континуирано заедно со фармацевската комора тука постојано работиме на тоа да имаме достапност на сите лекови во аптеките. Можам да кажам дека видно и од поплаките од пациентите кои што се многу намалени, од барање за рефундации, но и од нашите контроли на терен, дека она што порано беше факт, дека првите денови од месецот има лекови, сега веќе тоа не е така. Сега веќе континуирано се покриени со лекови сите аптеки. Еве да потсетам дека минатата година една група од најскапи лекови ги извадивме од квотите. Значи во било кој момент кога има потреба од пациентот тој лек, ќе го добие без обзир на квотата на аптеката, а тоа се сепак лекови кои се скапи, но се работат за многу специфични заболувања, така да и во оваа насока тој еден чекор повеќе да се излезе во пресвет на осигурениците. Се изврши во неколку наврати намалување на цената на лековите. Она што ги интересира граѓаните, осигурениците, дали сега со поевтините лекови пијат исто квалитетни лекови? Затоа што лековите што се присутни во аптеките се истите. Значи, истите се производителите, истите се заштитените имиња, истите се генеричките имиња. Тука не може да стане збор за промена на квалитетот, бидејќи квалитетот на лекот како една категорија е прво нешто што редовно се контролира, Бирото за лекови е задолжено за таа работа, и второ, ние една фирма, реномирана фирма, ние на нашиот пазар имаме лекови од квалитетни реномирани фирми, не се дозволува да пушти во промет лек кој што е субстандард. Оно што е многу битно да се знае е дека самата цена на лекот не може да влијае на квалитетот, бидејќи контролите на квалитет се веќе се прават во фабриките, па и од наша страна без обзир на цената. Овие ревизии на цената на референтните цени и ревизиите што ги прави Бирото за лекови на максималните цени се прават преку така наречени референтни земји. Во Министерството има 12 референтни земји, кај нас имаме 4 и ние фактички ги усогласуваме цените на лековите со други земји кои што се до нас со некои блиски карактеристики, дали демографски, дали економски и така натаму различни. Но воопшто не одиме, тука не станува збор дека ние ги намалуваме цените под производните па да е потребно за ваков тип манипулација, туку се трудиме да за она што ние го имаме како здравствен денар да добиеме најмногу што може за осигурениците. И веќе тоа успева, тоа функционира. Тоа значи имаше веќе 2 ревизии на цените. Ќе има трета на есен и ние значи фондот тоа го следи, штом ќе извади Министерството нови листи на цени, веднаш ние реагираме и по службена должност кои согласуваме референтните цени. Рековме дека веќе е минато да лекови има само во првите неколку дена од месецот. Дали пристигнуваат до фондот за здравствено осигурување поплаки од осигурениците дека не нашле лек? Многу малку, веќе многу помалку, и тоа е веројатно еден од најобјективните критериуми од кои што ние можеме да видиме дека ова навистина не е случај. Значи ние имаме можност осигурениците до нас да се обратат и писмено и преку веб порталот, и имаме и дежурна телефонска линија. Бројот на овие поплаки е навистина мал и незначителен во споредба со оној што бил, и затоа сме уверени дека ова е добра реформа и понатаму се трудиме да ја биде максимално имплементирана. Нормално секогаш ако некаде се јави некој нешто да шкрипи, излегуваме на терен, проверуваме, гледаме што е работата и реагираме соодветно. Кога сме веќе кај осигурениците и нивните поплаки за лековите, веќе тоа го нема. Дали се жалат осигурениците на соработката со соматичните лекари или нешто во
таа насока? Има ли генерално Видите, некаква генерално незадоволство од пациентите кон некоја категорија на лекари, матични, стоматолози, гинеколози нема. Значи не можеме да кажеме дека има некоја категорија или некоја специјалност или некоја болница каде што ние имаме масовен проблем. Проблеми има, не џабе постои секторот за контрола кај нас, не џабе постои државниот здравствен санитарен инспекторат и секторите во министерството, бидејќи поединечни проблеми секогаш има и се јавуваат проблеми и благовремено се реагира. Но не можеме да зборуваме за некој масовен проблем кон кој што ќе кажеме дека овде има таргет кај што треба да реагираме. Со цел да граѓаните осигурениците редовно можат да дојдат до потребниот лек, фондот воведе и дежурство на аптеките. Дежурни аптеки веќе има во секој град. Како функционира овој проект? Дали сте задоволни од? Знаете како, ова е го ведовме од 1 јануари оваа година, за минатиот месец можам да кажам дека добро функционираше, не добивме поплаки дека некоја аптека која што требала да биде дежурна не била дежурна, значи се имплементира. И на терен сме ние задоволни од тоа. Знаете, во поголемите градови имаме дежурни аптеки, а во помалите има аптека достапна на повик. Така да за сега мислам дека овој проект добро оди и се надевам дека така ќе продолжи. Каква е соработката со лекарите кои што имаат склучено договор со Фондот за здравствено осигурување? Докторите со кои што ние соработуваме, че примарно, секундарно ниво и терцијарно, тие се фактички наши основни професионални соработници. Договорите годишно не се прегледуваат, постојано воведуваме нови правила и нови права и обврски и така натаму. Во принцип, јас сум многу задоволен од соработката, соработуваме со коморите и со нивните професионални издруженија. Мислам дека соработката ни е на едно многу високо ниво. Ние секогаш сме спремни да дискутираме и за принципиални прашања, но и понекогаш кога на терен ќе се јави конкретен проблем, секогаш сме спремни да го разгледаме и да го одговориме и до сега и вие сигурно сведоци дека немало проблем кој што дошол до некое високо ниво да имаме медиумски, хајки и така натаму, туку секој отворено прашање го дискутираме и секогаш се трудиме да најдеме заеднички прифатливо решение. И во оваа прилика јас им се заблагодарувам на сите за таа конструктивна соработка, бидејќи во сепак едно економски тешко време ние успеваме заеднички здравствениот систем да го држиме жив. По каква кондиција е македонскиот здравствен систем? Знаете како, зависи од што ви е параметарот. Меѓутоа, ако го споредиме со земјите од нашата околина и во некои земји по кои што имаме слични параметри, ние сме сметаме една добра позиција, бидејќи сепак во овој период изминат нити дојде во состојба поради финансиски причини се намалува лекарскиот кадар, напротив се примаат нови доктори и помошен медицински персонал, не го намаливме бројот на здравствени услуги, не намаливме лековиот позитивната листа, туку постојано и таа се збогатува со нови производители и нови заштитени имиња, така да мислам дека со оглед на целата економска состојба која што е глобална, не е тоа само кај нас Република Македонија, мислам дека можеме да сме задоволни. Матичните лекари добија ограничување во препишувањето на лекови до одредена сума. Дали ова значи дека веќе граѓаните кои имаат хронични болести потешко ќе дојдат до потребниот лек на рецепт, бидејќи неговиот матичен лекар ја потполнил квотата? Во суштина, што има за цел овој проект? Видите, ова најголемата новина оваа година е фактички намалувањето, односно ограничувањето на препишување на антибиотици. Се злоупотребува многу во земјата. Тоа се злоупотребува, нема да кажам многу, бидејќи повторно во споредба со некои други европски земји, таму бројките беа многу поалармантни него кај нас, но тоа е една тенденција и препораки на Светската здравствена организација, антибиотиците максимално рационално да се употребуваат и при припишување на антибиотиците да се води сметка за медицина базирана на докази и за тоа во кои случаи може кој антибиотик да се препише. Така да тука има строги процедури и протоколи. Ние знаеме дека е нова идеја и многу го пратиме на терен. Во моментов немаме дојдено состојба да на некој осигуреник му е ускратено правото
за антибиотика кога е тоа реално потребно. Но се инсистира, и тоа е став и на фармацевскиот факултет, и на Бирото за лекови, и Министерството за здравство, дека антибиотикот мора да се користи апсолутно рационално кога е потребен. Бидејќи ако не е потребен, нема никакво дејство. Може да има и контраефект. Секако. Што е со седативите? Колку македонците пијат седативи, бидејќи споредено пак со Европа, мислам дека не сме така. Споредено со Европа не сме многу страшни, повторно, но и за седативите важат овие препораки дека не треба да се препишуваат многу лесно, туку напротив да биде рестриктивно. Иако, наистина споредено со особено со развиените земји, употребата на седативите не е толку алармантна, иако тие по некоја редослед што за 2011 година се правеше анализа, за 2012 се уште ги правиме приказ на степен на употреба, тие се некаде 4 или 5 поред, но сепак таа бројка по глава на жител не е толку голема, туку е неколку повеќе кратно помала од земји на Европската унија. Прашањето друго кој што нели е интересно е до првиот човек на Фондот за здравствено осигурување, дали аптеките се придржуваат до неиздавање на лекови без рецепт, значи се почитували тој критериум? Видите, значи, колку што ние се можеме да имаме увид, тоа е активност што ја прави и фондот, но и Бирото за лекови, бидејќи севкупната законитост на работата на аптеките, да кажеме, и кај нив и кај нас. Значи, во она што ние го гледаме, се повеќе на тенденција тоа да биде случај, особено кај оние лекови кои што се под посебен режим на издавање, тука сме многу немилосрдни и мора тоа да се запазува. Новина е тоа што пензионерите кои што имаат ниски пензии, од сега понатаму можат да користат болнички услуги без да плаќаат. Што опфаќа ова и дали тоа значи дека исклучиво болничките услуги се бесплатни или и амбулантските прегледи кај лекарите специјалисти? Значи, се работи за исклучиво болничките услуги, значи при хоспитализација на болен. Сите пензионери кои што имаат пензија пониска од просечната, Министерството издаде соопштение до сите здравствени установи дека таа бројка е 10.870 денари. Тоа значи дека сите оние кои што имаат пензија пониска од ова, при хоспитализација нема да платат партиципација, туку таа партиципација ќе биде натовар на Министерството за здравство. Ова не представува посебно оптоварување за пациентите, значи не се бара никаква посебна документација, освен чек од последната пензија, а целата процедура понатаму се ја превзема здравствената установа. Има нови проекти кои што ќе се реализираат ова 2013 година. Што е ново оваа година што ќе реализира Фондот за здравствено осигурување? Знаете како постојано тоа е нешто, да речем, жива материја. Јас би споменал дека почнавме оваа година да лекувањето во странство се одвива со партиципација од 12.000 денари максимум. Тоа беше најавено минатата година, ние почнавме од оваа година со тоа. Во јануар месец имаме вкупно 5 случаи кои што заминаа на лекување во странство. По ова и го искористија оваа поволност. Ќе се продолжи со централизација на информатичкиот систем, значи ќе добиеме еден целосен централен систем на информатика во Фондот за здравствено осигурување. Понатаму ќе ги следиме трендовите на промена на цените на лековите, благовремено ќе реагираме и на тоа. Сега во предстојниот период доаѓа и пререгистрација на невработените корисниците на социјална помош, тоа е нешто што ги повикувам сите оние кои што не го направиле да го направат, а и би ги повикал сите оние кои што до денеска немаат дадена апликација за електронска здравствена картичка, биле преку нивното работно место или на некој друг начин, исто тоа да го направат во нашите подрачни служби, за да не се дојде во некој период сепак кога ќе дојде денот да одат плавите картони во историја, да не може да остварат своето право на здравствена заштита од осигурување. Директор, има ли рок до кога може да се аплицира за електронска здравствена картичка? Се уште нема рок. Ние штом ќе дојде некој таков рок, да треба да кажеме дека од утре прекинуваме со плавите картони, благовремено тоа ќе го направиме. Како што претходно спомнав, сакаме оваа транзиција да биде што помека, значи ќе има еден период на прилагодување каде што ќе работат паралелно системите, во кој период најточно ќе кажеме од тој датум или тој месец
веќе нема да бидат во употреба плавите картони и потребно е сите да имаме електронска здравствена картичка. Колку стоматолозите или колку македонските граѓани добиваат ефтини стоматолошки услуги или колку од тоа покрива Фондот за здравствено осигурување? И ајде тука да направиме една паралела, колку чини стоматолошката услуга во Македонија и во блиското окружување? Значи вака, Македонија е една од ретките земји каде што стоматологијата е воопшто дел на задолжителното здравствено осигурување. Во принцип, во најголем дел земји стоматологијата воопшто не е опфатена со овие основни пакети, туку тоа е оставено целосно на пациентите, дали ќе го платат од свој джеп или од некое приватно осигурување. Во тој поглед земено, македонците користат ефтини здравствени услуги од областа на стоматологијата. Инаку за стоматологијата, значи за примарната стоматологија, избраните лекари се добиваат капитација, имаат строго определени партиципации кои што смеат да ги наплатат при определени интервенции, тие се 200, 300, 400 денари, но повторно ќе потенцирам, ние сме една од ретките земји каде што Фондот за здравствено осигурување ја покрива оваа материја. Се размислува ли за дополнителни пакети во здравственото осигурување или останува како досега со основен пакет? Знаете што, нашиот основен пакет покрива се. Значи ние немаме услуги, освен можеби естетска хирургија од лични причини. Значи нема услуги што ние не што не се покриени, да. Значи нема такво нешто, нема кај нас, ние сите услуги ги покриваме. Она што беше новина и што го промовираше Министерството за здравство, тоа е донесување на закон за дополнително здравствено осигурување, но тука зборуваме за услуги кои што би биле надстандардни во однос на овие. Например, при користење на болница, при болничко лекување, да се користи апартман наместо редовна болничка соба. Значи, тоа е некој тип на надстандардна услуга што би можела да се обезбеди со овој тип на здравствено осигурување. Но од аспект на потребните здравствени услуги, нема здравствена услуга во Република Македонија која што ние не ја покриваме. Исто така новина е тоа што веќе за 200 евра можат да се барат болнички третмани надвор од државата. Да проговориме нешто и за оваа новина. Ова е нешто што минатата година се донесе како измена на закон. Ние во текот на минатата година ги донесовме сите подзаконски акти и бевме апсолутно подготвени за имплементација. Во принцип, правото на лекување во странство, како што е предвидено во Закон за здравствено осигурување, се однесува само за оние лекувања кои што не може да се извршат во Република Македонија. Значи, процедурата не е многу сменета, односно не е воопшто сменета. Започнува со конзилијарно мислење од соодветната клиника и се оставува барање до фондот. Она што сега ние го правиме е да, од кој ќе добиеме такво барање, прво да го доставуваме како информација до земјите со кои што имаме склучено билатерален договор, бидејќи тогаш лекувањето го добиваме како за нивните матични граѓани, и до 4 приватни болници во Република Македонија, тоа се Сестина, Ремедика, Филип II и Европска очна болница, да се изјаснат дали тие можат тоа да го извршат. Доколку можат, во тој случај лекувањето се извршува во Република Македонија, пациентот повторно плаќа до 200 евра партиципација. Тока имаме предност за фондот што не ги покриваме патните трошоци, во определени случаи не треба да праќаме придружник и така натаму. Сигурно дека е поевтино, а и пациентот е сепак во Македонија, а и средствата остануваат во Македонија. Доколку не, прво не гледаме опцијата кај овие земји со кои што имаме билатерален договор, ако не веќе одиме во други универзитетски референтни центри. Процедурата е припишана со закон. Значи, секој барање го гледа првостепена лекарска комисија и секој позитивно решение од неја го потврдува второстепена лекарска комисија. Комисиите се во целост составени од експерти кои што не се вработени во фондот, туку се претежно професори на медицинскиот факултет, и дури потоа се донесува решение. Како една предфаза би рекол, има една работна група во фондот која што го разгледува предметот од административен карактер, значи дали се собрани сите документи, дали се собрани прилозите, дали е конзилијарното мислење комплетно и така натаму, кој што не го пушта на комисија да се одбие пред да се комплетира, дури кога имаме комплетен предмет се доставува. Така да немаме ние тука отежнување на работата за остварување на ова право, но има еден сериозен филтер кој што гарантира дека
она што се оние пациенти што ги праќаме во странство, навистина тоа треба да го добијат, а не дека таа здравствена услуга може и да се изврши тука. Тоа се со цел да нема злоупотреби, значи тука... Па да нема филтрот е злоупотреби, силен. апсолутно да може средствата што ги има Фондот за здравствено осигурување најефикасно и ефективно да ги искористи за сите потреби на осигурениците. Од друга страна и ќе нема собирање на донации како што тоа беше... Па јас мислам дека веќе и овој месец тоа го гледаме дека веќе е значително намалено, бидејќи тие донации во принцип беа точно за тие 20%, бидејќи ние имаме приближно, мислам дека минатата година беа 10 интервенции кои што беа над 100.000 евра. Тоа значи дека пациентите требаше да обезбедат над 20.000 евра, а само за еден конкретен случај минатата година вкупно се потрошени приближно 500.000 евра. Значи тоа се огромни суми кои што требаше нашите осигуреници да ги соберат. На овој начин доаѓаме до тоа да навистина таму каде што е објективно потребно го обезбедиме тоа лекување. Ќе штети ли на кондицијата на буџетските средства или сепак... Кога се правеше буџетот за оваа година, се предвидеа дополнителни средства за ова, бидејќи беше веќе реформа која што беше најавена, така да ние редовно ја пратиме ликвидноста на фондот, мислам дека нема да имаме проблем. Директоре, ми беше задоволство што бевте наши гости. Секако дека и во наредниот период ќе ги информираме осигурениците, гледачите за се она што е ново во фондот, а тие ќе можат да го остварат како свое право во делот на лекувањето и здравствената заштита. Благодарам. Благодарам, вам ми беше драго. Почитувани гледачи, ги слушнавме сите новини кои што ги има во введено Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Наш и ваш гостин беше директорот на оваа институција. Се надевам дека слушнавте повеќе околу вашите права за здравствена заштита. Имајте пријатни мигови со нашата програма. Доведење.